си работиме ние. Кога Филип ми се јавува пак, има да дојдеш во зградата си. Да дојдам во зградата, нешто поплава, нешто, не знам, се случило. И идам јас кога тоа, но остан. Значи, имате дека другите два за издавање. Додека работевме веќе 2 стана кои Јана се трудеше со душа и срце да ги заврши според моите насоки, Филип ни пријави и 3 стан. Филип не знае дека ќе бидам јас. Јас него не познавам Филип до сега, не сум го запознала. Он не очекува Ива. Ќе отворам јас вратата, ќе видиме ќе се збуни сигурно. Здраво. Не, тука си здраво, јас сум Јана, драго ми е. Викаат дека сум била експерт за местење на мали станови, ама не може секој да се намести со се што сакаш. Најголемиот проблем кај него ќе биде спалната соба, бидејќи сака двојно легло и ќе треба добро да се осмисли како тоа ќе изгледа. Новиот стан беше со најмала квадратура и бидејќи сепак бараат да обслужи четворица, е најкомплициран за работа. Покажа дека нема многу решенија за да се искористи секој милиметар од неговата површина. За кујната ќе искористиме поставка на апарати на кат, долу машина, фрижидер, над неа и така натаму, за да има се на минимум простор. Пред неа пулт со маса за јадење, гарнитура за спиење и спална соба во која има само една единствена опција како да се постави брачен кревет и да има минимум место за проаѓање, за да стасате до плакарот, кој и овој пат ќе го нарачаме прв. Прво морам да заминам во Акрон, за да видам дали воопшто може да го направиме тој лизгален плакар што јас го посакувам. Оти малку е тесно и не сум сигурна. Уметките забележавте дека сме во истата зграда, ама она што не го знаете дека се работи за истиот клиент. Добро. И пак имаме стан за издавање, само многу помалку од претходниот. Да, ова е минимален простор за да можеме да изведеме плакат со лизгачки врати. Да. Ама толку е, нема повеќе. До која димензија можеме да планираме? Во принцип, испод 1,20 не е препорачливо за стандардни височини 2,60, меѓутоа овде е добро што имаме мала височина до подгредата, ќе одиме 2,30 и можеме да се напатиме точна мека е 118. Да. Не, тоа е битно зашто често вака имаме клиенти кои што бараат и за метар ширина да ставиме лизгачки врати, меѓутоа ги предупредуваме дека мислам тоа е напишано и во договорот, значи ние се оградуваме, тие врати често може да искачат од шина и да имаат проблем Секој висината, да. Да, тешки се, тесни, високи, да. Така. Добро што имаме овде поголем дел 60 см, па може да искористиме за класично бесење, нешто полички. Толку сега во тој простор, тоа е. Така, тука позади столот одат поплитки полички за некои аксесори. Генерално 90 см е самиот плакар, ова 118 што се краде од столчето. Се едно е мало станчето, значи тоа би било за еден двајца. Мислам без разлика што јас го планирам да биде со четворица да може да прести една. Так. Меѓутоа, не е просторот податен за поголем плакар, толку е местото. Тоа е максимум што може да се излече од овој простор. Тука сме за белен дап, ама бели на дат. страница, добро. А што правиме со оковот? Бел. Со белки. Да. Убаво. Да не се рамче. Да не биде, да не паѓа во очи. Така. Добро, убаво ќе биде. Добро. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тргнувајќи од Акронци, комбинацијата на иверки во овој стан ќе биде белен дап и бело. Што се однесува до боите пак во станот, ги одбрав најсличниот 3D моделот. Акрон. Секој детал е важен.
Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Сега тука. Јас винаги ги пишат боите. Ај најде ги видиме заедно на картата. B144. Е овој цикл дека и внатре собата. Значи идеме од ова ивица до ступчево. До крај, таму. Ова ивица. И втората боја е EX107, ваква, како окер жолтата. Добро, таа е за. Таа е за бутупчетана. А те што имаме? А опет сега овој цик и тој цик. Ступка 20. Сам Миле не заборил това да не стави. Тоа ми не крил кој ќе остава. Ја го видел се варам се јави, ја ќе видам Боки го заборил да помени. И овој цик не е, значи истата боја виолетова, ова и ова. Моето мислење е дека во мали простори е убаво да се стават драматични бои. Затоа што го разигруваат просторот, му даваат динамика и едноставно кога ќе влезеш изгледа дека е поголемо од што вистински е. Мал е просторот, затоа мора да избереме некоја софа, значи тросет. Немаме место за аголна гарнитура, меѓутоа ќе изберам нешто кое што е големо и најголемо што може и кое што ќе треба да се пушта. Сепак спалната е мала, меѓутоа ако сакате уште двајца можат да си легнат во одневната. Тоа е тоа што треба да изберам. Ми треба некоја софа. Немаме место за поголема гарнитура, многу мал простор. И треба да се скоцкаме со кујна, со масичка, се да има. На едно место. Да, еве ова може да ја понудам. Да, ова е нов модел од таа колекција е направена баш за такви простори, помали со намалени страници кои што се вкупуваат, а при тоа се спушта со механизам за спиење и е солиден за спиење, има голема димензија. Внатре со јога душек во предниот и задниот дел. Мислам дека ова ќе ми одговара по димензија. Се допаѓа што се страниците тесни. Ова е ваш дизајн? Да, ова е наш дизајн, произведен во нашата фабрика, лоцирано во Струмица и Вие значи на се мислите и со јога душак е внатре. Да. На вистина тоа ми требаше и тоа ми беше важно да се спушти. Може да ја смените бојата во различни нијанси на материјал, на штоф и на кожа. Можете дури да ја менувате и на деталите бојата, на оквирите кој дава контраст на целата ситуација и мислам дека може да испадне многу добро. Одлично, супер. Уште да видам како изгледа пуштера и таа е таа мисла. Ајде сега ќе го демонстрирам. Одлична софа избрав. Точно така како што си замислував, малку е голема, ама се вклопи супер, супер личи. Супер. Ми се допаѓа тез гарнитурата што е набавена за станчето, значи топе со димензија, лесно се отвара, се затвара, секако што треба.
И сега што ни остануваат поголемите работи, светилки да нарачаме и нормално мебелот. Со гарнитурчето на место, плакарот исто на своето, чекаме да стаса креветот, кој овој пат не може да биде од 2 легла поради немањето простор. И ја чекаме Весна. Најмало, ама најшарено. Ми се чини. Многу ми се симпатични, не? Да, слажа и супер ќе додат целиот мебел. Ова жолта топла боја. Ете така, на тебе да ти оставиме природа, убави површини за работа. Значи, може да кажеш, окей, ќе цртам спалната на тој белиот зид, или ако сакаш може да се избои виолетово. Добро. Или, а тука ќе ставиме, например, два постера некои, па тука нешто ќе нацрткаме, и тука нешто ќе нацрткаме. Овдека ти изложиш или ќе ми кажеш, стај тука слика, овдека ќе направам црташ, тука ќе излечам една гранка, со ова се едно ја црташ. Ово е планиран цел стан, со цртежи и слики, евентуално, тоест постери, онакви, може чак и ретро постери, некои онакви кубани, такви. Како архитект обично сакам да ме остават, да си го сработам своето во некој простор. Па затоа сакам да ги оставам и уметниците да се изразат во истиот. Дали ќе црта на жолтиот или на белиот зид, тоа ќе биде денес избор на Весна. А изборот на светилки во Манекс и го препуштаме на Јана. За во тој стан сакам баш некои ретро светилки, некои малку фанки. Мислам дека ќе ни се вклопат одлично во интериерот и токму такви најдов. Сакам да ти покажам нешто што мислам дека ќе ти се допадне. Ова е новата колекција, значи на Vintage Eglo. Ова е тоа што сакам да ти го покажам. Леле, многу се добри, супер се, одлично. Мислам дека ти се допадна, како и на Многу повеќето. ги сакам, да. Ретро се многу се штосни. Ова е само дел од колекцијата, значи на Vintage програмата на австрискиот бренд Eglo. Меѓутоа од оваа серија постојат и другите што ги гледавме, значи висечките со како фенерчи нешто се, меѓутоа исто се тие за дневен простор, значи за внатрешен дизајн. Ова е како посебна програма со стакло, ама сепак идат во тој стил, значи на винтидж. Сејалиците мислам дека ги примети многу се штосни. Едно за друго се припаѓаат. Да. И тие се, значи, на Edison, сејалици декоративни, меѓутоа не се за главно осветлување, меѓутоа за амбиентално. Меѓутоа едно без друго не си идат. Значи сејалиците без овие устари не си идат. Леле, дури не сум видела ваква светилка. Многу се штосни, стварно се супер. Се надевам дека ќе ги избереш за некој. Па така е, мало е станчето, колоритно доста и искрено не знам баш, немав никоја идеја што точно сакам, но знам дека ќе си најдам кај вас, во вие се тие. Така. Тоа. Кај нас. Мислам дека супер ќе се вклопат. Вакви сакам, како ова што виси. Да. Можеш да ги две на различна висина, знам точно како ќе изгледаат готово, тие ги сакам. Баш на тие топките што ги имаме ние тука предложено, можеш со нив да ги скомбинираш. Еле прв пат гледам таква светилка искрено, тоа. Одлично ќе се вклопат. Ајде ти ги покажам. Токму вакви сакам за водневната, ќе ги земам тие си тие. Меѓутоа за во спалната нешто сосема поинаку, треба да разгледам. Весна нема среќа со нашата организација и повторно се погоди истовремено со електричарите на објект. Се надевам дека нема да влијае на квалитетот на цртежот што го работи. Во овој стан решив да нема тапети, туку пред се целокупната декорација на зидовите да изведе Весна. Јас морав да заминам на пат и сите 3 стана да ги оставам на милост и немилост на Јана. Тоест не за да оставам на милост и немилост на сите останати. Иван е тука, мора да се случат многу работи денеска во станот. Весна црта, се местат светилки, ќе се доместува кујната. Јас ќе помогнам со што можам. Денеска треба некако да се склопи се. Мислам дека ќе може да се снајде, бидејќи генерално големите работи се тукани или купени, се нарачани, договорени, се е договорено, треба само да успее добро да се организира и да ги состави деловите.
И на овој стан му фалат уште кујната, теписите и деталите за да се заврши. Бидејќи е станот многу шарен, или ќе биде до крајот многу шарен, мислам дека тепихот може да биде еднобоен, вака, например. Наталија, гледам дека имате многу нови модели. Да, има доста нови дизајни. Што сакам да ти ги покажам. И јас сакам да ги видам. Убаво ми личат. Овие се многу убави теписи, волнени се, рачна обработка, природна волна, 100% волна. А и двострани гледам. Да, може и од двете страни. Сега се баш во тренд вакви волнени. Да. Многу се убави. Лесни за одржување. Има и димензии, од најмало до најголемо. Може да се искомплетира. Имам и други да ти покажам. Ги видов кој не е таму. Вие се преубави теписи, нешто ново. Исторачна обработка. Ова е специјално изработена свила, така и се викаат теписите саре. Да. Индиска свила. Се гледа некако и боите се толку живи и оддалеко и одблиску изгледаат поеднакво убаво. Вака нешто. Вака и ова е преубаво. Се гледа дека се квалитетни некако. Има и димензии, од најмало до најголемо. Друго што сакам да ти покажам, вискоза. Вау. Исти овие се рачна обработка. Леле, прекрасен е. Зи колку е моćна бојата, да. Има и на лила, да ти ја покажам. Вие многу нови работи имат. Да. Исти од нив има димензија, од најмало до најголемо. Вака јас. Одлично. Вака нешто. Преубав спектар на бои. Ми отежнувате работата со изборот. Да. За рачна обработка, лесни се за одржување, што е најбитно. Нешто од ова сигурно ќе биде. Ќе се одлучам. Колку поголем избор, толку потешко да одберам, да. Јана се покажа дека е цар, за да најде интересни лепенки, перници, детали за просторот, кои дополнително ќе го оплеменат. Има силни бои, има цртежи и не му треба многу. Бидејќи веќе го предаде зелениот цветниот стан, а за малиот се чека кујната, се нафрла на првиот да го доврши со завеси во дневната и спалната. Сега тој стане целосно готов и сега ќе го чека најмалото станче да се заврши за да се предадат на Филип одеднаш. 4 сат, Филип доаѓа во 6. Скоро се е готово, декорации, слики, вазнички, сите тие ситници веќе се доредени, уште еднаш само да прегледам дали е се готово и мислам дека сме спремни да го предадаме станот. Ајде. Повели? Си почнем од кујничето? Браво. Ајде. Може да го кажам? Вака, значи. Мало, мултифункционално. Да. Фрижидерче. Така? Да. Со комора за организување, машината оздола и вагонет. Значи, мислам дека се црви мајки употребени тука. За се може да се... се скоцкавме, буквално се скоцкавме. Мало функционално имаше до оваа страна, можеш да зиднеш. Имаше тука исто така простор за оставање. Пилки и... Има столчиња. Да, со столчиња. Цртежот од Весна ме забележа? Да. Одлично. Значи, инсистиравме баш да има цртежи. Многу ми се го исплатали. Многу е што стварно, да. И боите се вклапаат со боите што се достават скористени. Мислам дека и за низа е нетипичен, ама стварно е супер. Стварно многу си. Небната ли е тука одма? Мало, ама бомбонче некако, така? така? Ова е малку помалку квадратура. Ама ако некако си има карактер. Да. Така? Има. Дефинитивно. И ова се пушта, да, ова се пушта, се прави кревет за жарци. Така да. А удра е многу, пробај, супер. Многу е домаќ. Супер. Нели? Да. Мислам дека мало, ама си најдовме простор. Да. Така да. Ајде да видиме најмалата спална, проблематичната. Мене не ми се гледа ич проблематична. А ова како ја гледам и на мене не ми се гледа проблематично нешто, да? Имаме тука плакар, точно за тебе. Така.
Затоа што е позитивен. Имаме доволно голем кревет. Сега немаме надкасни, ама затоа имаме оваа полица, имаме телевизор. Има доволно место за... Доволно место за се. Така да, ако е малецка, не скупи. Браво. Ова беше стварно пневматична соба, бидејќи има од страна нели греди. Да. И малечка целата соба, меѓутоа, да, браво. И кревет голем и се. Да. Се соба. Јас сум задоволна. Да, јас. И малиот стан успеа да ги собере големиот Филип и наша Јана заедно со целата екипа. Значи и во така мали простори сепак може да се стокми се што беше побарано и посакано. Одлично поминавме со предавањето на станот. Филип го виде, беше пресреќен, но не знае дека ќе го изненадиме со уште нешто. Готов е првиот стан кој што ни го придаде, денеска значи ги добива два. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Првиот стан кој што го превземавме беше прв почнав, значи прво тој почнавме да го работиме, меѓутоа последен го завршивме. И да видиме сега, нели, дали истото ќе го успееме и со последниот, тоест првиот стан. Прв ни го нарача, последен ќе им го дадеме. Браво. Ова е дефинитивно мој умилено 200. Браво, дефинитивно. Апсолутно се надам на себе. Много јако. Убави бој и сиво со... Нели? Да. Гарнитура, пак е нешто кое што се пушти. Значи како во другите станчиња. Како што зборам. Да, за да може и тука да си преспијат нели луѓе кога е потребно. Кажи ме да ти се допаѓа повеќе од другите, ти се допаѓа повеќе од вториот, од третиот. Па, сите ми се свиѓаат, ова е стварно има некој другачи стилови, другачи да. Се трудевме да бидат сите различни. Голем го, ова е малку помирна, пријатна, спална. Во секој случај човек треба тука да се одмори. Баш овој нијанси тука. Да. Ова многу ми се свија што е. Надзирот. Тапетче. Тапет. Да. Помирно е, така, за разлика. Да. Повторно може да се печување, ова не е нашата опрема. За секогаш во плакар. Да. Така. Тука има полиција за вас страна. И ви исто се двојат, така како е? Да, исто како е во другите станови се двојат за да имаш можност нели да си јогаш и посебно или спално да биде за. Така. Како што зборам. Така доста е комфортно. Двата стана навистина му се допадна. Беа концептуално исти според барањата, но различни според колоритот и ефектот што го постигнуваат. Па откако го разгледа целиот стан и од спајд натура, работите за последниот беа поинакви.
Филип во последниот стан или прво последниот што му го предадовме ми изгледаше дека е се уште среќен. Искрено дури посреќено ми изгледаше отколку во ние другите два. Меѓутоа добив еден доцен повик. Не знам дали со повеќе гледање на просторот некако му дошло чудно и дали му дојде чудно или не знам, можеби сите заедно семејно имале некаква идеја поинако, дека цртежите им се премногу јаки. Може би почувствувале дека се премногу индивидуални, дека може би гостите ќе им бидат многу нападни на гостите, не знам. Побараа 3 нешта: поголема маса, килим што нема да е бел и сосема други цртежи. За некои 5 дена, јас веќе бев во Скопје, а Весна заврши работа. За едно ново изненадување, повторно за Филип. Нема сега да ми се мислиш. Не, 2 пути нема. Не. Еднаш. И тоа? Супер. Ново масиче, поголемо и плюс се отвара, значи може и 6 души да седнат. Така да. Значи имаш место и се слагат за килимот од бел на сив. Значи тоа е тоа. Значи, се доживе се многу, како што зборевме. Не, сватив дека тоа другото ти беше едно. Свиеше памет, малку беше премногу, мислам. Така, јасно ми дојде у суштина дека претпоставам ние дадовме нешто сосема ново да работи на незе, а тие сакаше незе, веројатно поради незиниот вообичаен стил. Така, да. Така. Добра. Сега, задоволен? Сега сум задоволен, баш така како што го замислував, значи. Добро. Масата е супер. Да, вакви работи обично не правам, ама сакам секој пат да ми бидат клиентите многу задоволни и среќни. И сега кажи ми кој ти е најдобар стан. Има ли некој што може да си го издвоиш онака, како за тебе? Овој сега со многу цртежи и масава може би да него. Така? Сами комотен и супер. Браво. Многу се слагам со силата поја овие. Да, сега нежно, фино, убаво. Да. Океј, значи имаш поздрав од мене. Среќно нека ви биде, многу клиенти, секако што треба и вие да си уживате. И да ме викна следниот пат за хотел. Може? Лучше да ти го дадам, да имаш како да им отвориш, нели? Ајде, чао. Многу ми е кејф кога ќе ги оставиме нели клиентите задоволни. Конечно тоа е нашата работа. И особено кога нели се јавија и Филип, се јавија и мајка му и татко му, така семејно, дека ги посетија становите, нели, дека ги доживеа многу убаво. Значи се е добро кога добро ќе се заврши, па и најпроблематичниот ќе стане најубав за нив од 3 стана. Да го разгледаме најмалиот од становите, во кои изгледа апсолутно невозможно да се искомбинира еден фин, комотен простор за живење. Како најмал од сите, решив да го направиме најшарен, а со тоа и со најмногу детали, кои одвлекуваат внимание од димензијата на просторот во кој што сте се нашле. Ова е еден одлично функционално решен простор, во кој што е се така издимензионирано, што немате причина да се чукнете во некој мебел, да ви пречи нешто или да го чувствувате како вишок. Па така и оваа маса е дизајнирана според движењата во просторот.
За најголемиот стан, поточно оној кој доживеа најголема физичка промена, вклучувајќи ги тука почетните измени на инсталацијата, па се до завршетокот со фейслифтинг на зидовите, придонесоа поголема, поширока и искрена насмевка од Филип и се надевам удобност на неговите гости.